Секогаш кога сакаме да направиме убав семеен ручек, најчесто бираме парче месо, убав прилок и убаво лепче. Денешната емисија сакам да ви подготвам еден рецепт кој ќе оди се во една таба. Мислам дека овој рецепт, односно кокошка печена на шише, ми ја покажа еден мој колега со кој соработувавме, Даниел, и од тогаш измислив најразлични варијанти како да ја подготвувам кокошката користејќи пивско шише. Пивското шише делува во вид на раже. Кога внатре ќе го наполните со одредена течност или не знам, различни додатоци, тоа врие и во текот на печењето ја полева целата кокошка. Кората станува крцкава, ароматизирана, а дополнително ќе го наполнам со прилок, заради тоа што кокошката ќе треба околу час и 20 минути во рерна. Ќе ставам цели компири кои ќе им треба баш доволно време, околу еден час, за да можат еднакво заедно да се приготват. За да го подготвиме овој рецепт, потребна ни е една пивска флаша. Таа пивска флаша ќе ја наполниме половина со вода, половина со масло. Најчесто така се подготвува, бидејќи водата и маслото ќе вријат внатре и ќе го поливат. Јас ќе додам чекор понапред и ќе додадам одредени состојки внатре во водата и во маслото за да обезбедам ароматизирана кокошка. Ќе наполнам шишето со вода, овој пат 1/3, бидејќи внатре сакам да додадам други состојки. Имам 1/3 путер, ќе го стопам за да можам да биде течен и да можам да го ставам во шишето, а ќе го ароматизирам со малку лукче и малку розмарин. 2 чешниња лук, ќе ги изгмечам, секако со мојата алатка од карес. Ќе ја соберам целата количина, малку ќе го пропржам, бидејќи сакам да се ароматизира и путерот. На лашица. Во путерот ќе ставам малку дафинка, една лажичка, тоа е половина голема. Ќе ставам црн бибер, и малку само се ќе пропржам да го испушти целиот вкус и мирис, да се ароматизира. Ќе го префрлам во едно ѓезве за да можам полесно, или инка користате доколку имате. Мене баш не ми е лесно да ја лоцирам во моментов. Ќе си помогнам со ѓезве. Ќе ја префрлам во шишето. Заедно со селукчето. Внатре ќе додадам брилијант масло. Не може без масло. Маслото ќе врие, ќе му помогне на путерот и на целата течност внатре да врие и цело време да ја полева кокошката, а целата течност која ќе извира од шишето ќе ги полева и компирите, ќе направи дополнително ароматизирање. Доколку ви истекло околу шишето од масната течност, воопшто не се грижете, заради тоа што тоа ќе ви помогне да ја ставите кокошката. Ставете кокошката точно до грлото на шишето, односно грлото на шишето да биде малку подизлезено, за да може да врие и цело време да ја полева да ја полева кокошката. Ќе дам уште чекор понапред и во шишето ќе додадам гранче розмарин, кој како ќе се врие, така ќе ја полева кокошката со ароматизиран путер, внатре, не знам, масло, баш една прекраснотија. Ќе оставам да ме почека, малку само ќе ја засолам. Имам шарена сол со бибер од надворешната страна. И ќе додадам една мала лажичка сол во шишето. Сам дека ова требаше да го направам пред гранчето розмарин, да. За да биде дополнително солена. Ќе оставам да ме почека додека ги подготвам компирите.
да ги подготвам компирите. Имам 4 компири кои се приближно иста големина. Ќе ги направам со џепчиња. Внатре ќе ставам теденка кришка морков, затоа што сакам да имам прилог компири морков. Ќе ставам малку путер. Убаво ќе ги ароматизирам, ќе ставам дафинка од озгора за да се осигурам дека имам еднаква димензија од компирот останата на дното. Ќе ставам 2 лажици околу компирот. Одлично е за почетници, одлично е за некој што сака баш да биде совршен во готвењето. И ќе направам џепчиња кои ќе личат на чешел во компирот. А лажиците ќе ми осигураат дека има доволна количина од компирот останата на дното за да не ми се распадне. И ги насечам сите компири. Мислам дека ми треба малку да го наострам ножот, заради тоа што сеќам дека веќе ми закочува при сечењето. Има малатка од карез. Најпрви подгответе го ножот за острење, потоа наострете го и на крај убаво исполирајте го. Влакно би сакал. Убаво измите ги парченцата метал и погледнете. Многу е важно да имате остри ножеви во кујната и олеснуваат целата работа и имате секогаш побрзо време за готвење доколку ножевите ви се баш остри. Мојот стана жилет. Ова јадење е навистина обично, меѓутоа изделува необично на крајот, па секогаш кога сакате да се соберете на семеен ручек и за секого да има по нешто, ова е убава опција. Ќе додадам и малку буковка, која ќе ја подготвам со малку лимон, со малку пармезан, лебни трошки, така да ќе имате прекрасни прилози заедно со кокошката. Имам еден морков. Ќе насечам многу тенки кришки кои ќе ги сечам вака косо за да можам да ги ставам директно во џепчињата од компир. Многу сакам трпези кои се гледа дека има посветено внимание и едноставно различни начини за старите рецепти. Печената кокошка, верувам дека сите ние ја имаме многу често на нашите трпези. Таа представува еден од најглавните јадења кои ние ги конзумираме. Многу често знам да купам кокошка. Апсолутно ја сакаме таква печена баш на жар, но и секогаш кога имам време сакам да ја подготвам на убав начин. Ќе ставам во некој од џепчињата морков. Видете како шарено ќе изгледа морковот на крај. А измеѓу ќе ставам помалку путер. Путерот ставете го во фрижидер за да можете лесно да засечете парченца кои ќе бидат доволно тенки да навлезат во полнетиот компир. Полнетиот компир може да го полните со најразлични работи. Кога ќе ги насечете вака со џепчиња, може да додадете внатре ако сакате, не знам, сланина, може да додадете кашкавал доколку сакате, сирење може би да изрендате од озгора. Апсолутно компирот е многу неутрален, ги впива сите вкусови. Мене едно од омилените намирници. Најмногу сакам помфрит. Верували или не, кога некој би ме прашал кое е омиленото јадење што можеш да го вака од прва да ти текне, тоа би било сигурно помфрит. Обожавам помфрит во најразлични варијанти. Го сакам печен, го сакам пржен, го сакам онаков од кеса. Апсолутно уживам во компирот. Наполнете го внатре. Тој малце ќе го расшири компирот. Ќе му даде можност убаво да се пече од сите страни. Видете колку шарено изгледа. Баш убава. Секогаш играјте си со храната. Најдете нови начини да ја подготвите.
така ќе биде позабавна и на вашите блиски, едноставно нема да мислат дека цело време конзумираат исти оброци, а во основа тоа се истите оброци, состојките се тие, начинот на кој ги комбинирате, како ги зачинувате. Витаминка имаат огромна палета на зачини кои може да ги искористите, имаат куркума, орегано, сите се со совршен квалитет и ги прават јадењата многу повкусни. Ќе додадам путер, коцка која ја стави во фрижидер за да може многу лесно да ја исачам. Ќе насачам тенки кришки за да можам да ги дополнам моите компири. Така. Ставете баш рандом, таму каде што сакате, бидејќи на крај ќе ги пролееме со сунчогледово масло. Путерот ви треба само да го засили вкусот. Ќе ги зачиниме со класичен сол, бибер, ќе ставиме по едно гранче рузмарин. Компирот и рузмаринот ми се совршена комбинација. Многу сакам компир и рузмарин. Рузмаринот најчесто го сакам со пилешко, во комбинација со компир и на риба. Верували или не, многу сакам риба со рузмарин. Единствен зачин кој многу тешко го конзумирам, морам да ви кажам, е копарот. Не знам зошто, ама никогаш не ми легна убаво. Не го сакам, дури не јадам ни дзадзики заради тоа. Апсолутно копарот некако. Меѓутоа, морам да ви кажам, бидејќи сметам дека било кој сака да се занимава со готвење, секој кој сака да креира рецепти, потребно е да исконзумира се. Значи, пробувам живо месо, многу често се дам да пробам живо месо, да пробам состојки кои нестандардно би се јаделе на тој начин, само заради тоа што сакам да го почувствувам тој автентичност на вкусот, за да можам точно да знам каде ми треба да засилам, каде ми треба да може би да намалам со некоја состојка. Тоа се компирите. Ќе ја земам тавата каде што се ќе печам. Убаво ќе ставам сончогледово брилијант масло, за да не ми се залепат на дното. Компирите ќе ги ставам од страна. И ќе ги ставам поблиску до кокошката, затоа што сакам кога ќе прска од зачинетото масло да го впие целиот вкус што ќе го испушти. Ќе ставам дафинка. Дафинка е сув зачин кој е традиционално се употребува во нашата кујна. Има многу сушен зеленчук внатре, меѓу кои делумно тој што го употребив. Дополнително има корен од магданос, богатен е со витамин Б и апсолутно ги подобрува вкусовите на сите јадења кои ги подготвуваме. Ќе ставам уште малце по некоја капка масло врз компирите, за да може да ми го впијат маслото измеѓу џебовите кои ги направив и на крај врз секој компир ќе додадам по едно гранче рузмарин. Нема да ги покријам со фолија, заради тоа што сакам ќе уклучам рерната на горење на опција вентилатор и топлиот воздух внатре ќе циркулира, ќе ги печа еднакво компирите, а ќе ги печам на пониска температура, односно се ќе печам на некои 180-200 степени и на тој начин ќе се осигурам дека внатре се ќе биде печено како што треба. Последно што сакам да подготвам се печурки. Ќе ги ставам печурките посебно во садот, околу, голема буковка, убава и свежа. Ќе ставам со својото чадорче нагоре, затоа што внатре сакам да ставам помалку магданос и помалку пармезан и сето тоа сакам да остане на место. Буковката може да се сготви побрзо, затоа ќе ја печеме на пониска температура. Имам убава парче, квалитетен пармезан. Ќе наредам врз секоја. Сакам да бидат екстра вкус. Само на печурките. Имам
малку лебни трошки. Тие ќе му возможат печурките да ја задржат својата крцкавост од озгора, а врз секој ќе ставам парче путер. Секако и нив ќе ги зачинам со дафинка, затоа што го сакам тој традиционален, убав вкус во ова јадење. Ставам дафинка. И на крајот по малку путер. Насечам неколку коцки. И ќе ги ставам врз секоја од печурките. Нема да им ставам масло до згора, заради тоа што доздолу има веќе доволно масло на тавата. Ќе им дадам простор да се испечат убаво. Многу сакам печурки во најразлични варијанти, ги сакам кога се печат, кога се пржени на скара. Печурките исто така ми се една од омилените намирници и опции за создавање рецепти. И на крајот ќе насечкам малку магданос. Не знам дали ја гледавте новогодишната емисија која ја правевме со Тања, една од финтите која ми ги покажа, не сум ги знаела до сега е пржен магданос. Религиозно почнав да го потребувам тоа во кујната, толку многу ми се допаѓа вкусот на пржениот магданос. Значи само наполнете длабоко масло, искористете го магданосот со седршките и пропуштате го во маслото кратко, 30 до 40 секунди и имате една сензационална, не знам, состојка во секое јадење, апсолутно феноменално. И на средина ќе ја ставам кокошката и оди во рерна. Оди во рерна од прилика час. Ќе ја ставам на пониска температура, односно 180 степени или 200, зависно од рерната. Јас ќе вклучам вентилатор во рерните на горење, затоа ќе ја ставам на 180. Доколку вие немате вентилатор, ставете ја на 200 и печете ја околу час до час и 20 минути, односно готова е кога ќе видите дека кожичката веќе добива златно жолта убава боја. И правете го многу внимателно, посебно кога ја вадите кокошката од рерна, бидејќи натер ќе биде многу врело маслото и може да се случи да се повредите. Следниот рецепт кој ќе ви го направам е инспириран од моите модли кои ми ги подарија карес. Ова се модрит за попкейкс, односно може да правите најразлични лижавчиња и чоколадирани не знам, закуски, така да ги наречеме, на стапче. Многу интересно и кул изгледаат и многу лесно се подготвуваат. Јас најдов совршен рецепт како да направиме белав натрешност, а згора да ги облееме со убавите чоколади на витаминка, ќе ставиме малецки трошки, ќе биде баш совршено. За да го направите овој рецепт, потребни ви се 8 лажици брашно. Тука имам измерено точно 8. Имам 8 лажици путер. Имам 1 екстракт од ванила, 1 пecivo и имам 8 лажици шекер. Во прав секако, затоа што сакаме да имаме лесна и кремаста текстура. Ова ми е лажица. Има точно 5 грама.
ќе ставам 8. Се убаво ќе замешам и треба да добијам баш убава лесна текстура. Ќе ги мешам со лажица, заради тоа што сакам да добијам убава текстура. На крај ќе додадам 2 јајца. Треба да добиете нешто налик она тесто за вафли, таа густина. Мешате додека не се растопи шекерот во прав. Можете и да искористите и миксер ако сакате. Јас баш малку по малку ќе го мешам додека не го соединам. Бутерот секогаш на собна температура. И убаво, агресивно измешајте додека се не се соедини. Ова е таа текстура. Толку едноставно се прават. Имам еден готварски шприц. Ќе го ставам во чаша за да си помогнам и ќе наполнам од содржината, за да можам баш убаво и внимателно и педантно да ги наполнам моите модли. Имам доволно време додека ми се испече кокошката. Овие модли се огноотпорни. Апсолутно може да ги користите во рерна. Можете и да ги замрзнувате, би било совршено, затоа што не знам дали гледате дека се спојуваат, доколку сакате да ги направите оние интересни. Сигурно ги имате видено по Инстаграм, по интернет, кога ги премачкувате со чоколади, може да ги искористите сите чоколади на витаминка, па да направите убави кружни какалампиони. Само направете ги, премачкајте ги модлите со растопена чоколада, ставете ги малку во замрзнувач и потоа лесно ќе може да ги извадите модлите, загрејте ги страните, спојте ги внатре, наполнете ги со различни трошки, може би јаткасти некои плодови. Правете креации во вашата кујна со алатките на карес. Тоа е многу леснето. Баш го сакам времето во кое живееме. Апсолутно сите сме на интернет, имаме можност да се инспирираме со идеи. Апсолутно сите информации ни се достапни. Ќе ја истискам целата течност, ќе пробам малку. Ќе ги наполнам. Едите се со дупче, односно такви се заради тоа што потоа многу лесно може да ги ставите срчињата кои доаѓаат заедно со модлите. Значи наполнете ја само модлата која нема дупче. Наполнете ја до врвот, бидејќи кога ќе ја затворите, таа ќе се подигне од пецивото и ќе ја наполни целата модла, ќе направи перфектно топче. И брзо се прават. Значи потребни ви се само 10 минути во рерна, бидејќи се работи за мала количина. А потоа убаво чоколадирајте ги со чоколадите на витаминка. Едно по едно. Многу сакам кујнски алатки и гаджети. Баш ми го прават по забавно готвењето, односно ми даваат различни можности да експериментирам. Ето толку. Убаво протресете ги да навлезат во сите страни и убаво затворете ја модлата. Се печат на 180 степени на околу 10 до 15 минути. Ќе видите дека се готови кога веќе ќе имаат исполнето и горниот дел од модлата, имаат жлебови, притиснете ги за да не излезе содржината надвор од модлите. Тортичките
кои ги направивме во мудлите на Карес се веќе готови. Начинот на кој потоа едноставно може да ги чоколадирате. Секако чоколади на витаминка. Имам чоколада за готвење, црна, затоа што внатрешноста ми е бела, ми фали црна надворешност. Ќе ставам во мојот сад за варење на ориз и киноа од Карес, кој со кодот Маја 20 на страницата на Карес МК може да биде ваш со 20% попуст. Ке го стопам чоколадото, значи садот е за во микро, апсолутно може да си олесните и да избегнете онаа постапка за топење чоколадо на пареа. Ставете 3 чоколади, ќе ги стопам во садот, а потоа ќе ги префрлам во една чаша, бидејќи сакам да ги набодам, да ги облеам целите со чоколада и ќе ги ставам убаво врз модлото да се исушат, да се стопи, да се стегне чоколадото и да имате едно забавно десертче, кое, верувајте, сите ќе го бендисаат. 3 чоколади, одат во микро 2-3 минути, односно додека не се стопи чоколадата. Чоколадата се стопи, ги извадив тортичките, ако може да забележите, она што го направив, ќе ве сакам да ви покажам, затоа што нели тоа малку подолго трае. Во стопиното чоколадо ќе го буцнете стапчето кое доаѓа со мудлите, ќе ја набудете тортичката и ќе го ставите во фрижидер да се стврдне. Доколку сакате целосно чоколадирани тортички, слободно буцнете ги во чоколадото. Јас сакам да бидам Джейсон Полок, односно да направам креација, па само ќе ги прелијам баш без ред, бидејќи така ми изгледаат посимпатично. Во меѓувреме кокошката е готова и имаме една сензација на вкусови за денес. И тоа беше се. Сакам да ви ја покажам како тоа изгледа, се уште е топла. Пред да продолжам со моите тортички, ручекот во една тава. Печена кокошка со зачината смеса во пивска шише, убави компири со џебови и буковка. Моите чокот тортици ќе ги украсам со малку шарени трошки, само заради подобар изглед, а ние се гледаме веќе во следната епизода со нови идеи, нови вкусови и со помош на нашите пријатели Карес, витаминка, пакет МК и горење да создаваме нови рецепти, нови вкусови и нови креации. Останете ми добра.